Со воведувањето во градежните работи на фирмата изведувач, локалната самоуправа на Кочани ја почнува изградбата на локалниот патен правец од населбата Оризари до туристичкиот локалитет Добра вода, за што обезбедени над 26 милиони денари. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој добиени се 15 милиони денари, за кои претходно беше поднесена апликација преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Остатокот од парите до вкупната вредност на инвестицијата е обезбеден со кофинансирање од општинскиот буџет, за што претходно согласност даде и Советот на општината. Карактеристиките на патот се да се подобри условите за развој на руралните средини, во овој случај на селото Оризарик и на самата општина Кочани. Средствата се добиени преку програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2018 година, како изведувач се појавува фирмата Бетон од Скопје, која што во наредниот период треба да го спроведе градежните работи и да добиеме нов современ пат до туристичкото место Бела вода. Изградбата на патот е од голема важност за жителите на Оризари, но и за целиот регион, зашто од општината ја истакнаа дека тоа ќе помогне во унапредувањето на условите за развој на туризмот. Ние како локална самоуправа посебно даваме важност на развојот на селата, на сите населени места и дека на вистина разговараме за равномерен регионален развој, односно развој каде што подеднакво ќе инвестираме во инфраструктурата како во градот, така и во сите населени места и сите граѓани да подеднакво ги почувствуваат благодетите од ова што го градиме и правиме во моментот. Ова политика ќе продолжи во наредниот период и дека во следниот период ќе бидете сведоци на отпочнување на уште неколку патни правци кои се од особено значење за граѓаните на цела општина Кочани. Патот од Оризари до Добра вода е со должина од 2,5 километри и широчина од 3,5 метри. Покрај пробивањето и изградбата на неопходната инфраструктура, планирано е коловозот да се асфалтира, како и да се постават информативни табли и соодветна сообраќајна сигнализација.